Председателката на Комисијата за социјална политика Илире Даути, која доаѓа од редовите на ДУИ, тактизира со законот за бранители и упорно не закажува седница на оваа комисија. Не само што таа не закажува, никаде ги нема ниту пратениците од СДСМ кои го воскрес на овој закон. Токму затоа владеачката ВМРО ДПМН ги повика колегите од СДСМ, кои се дел од оваа комисија, да се потпишат на официјалното барање до Даути итно да свика седница. Пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, кои се членови на Комисијата за социјална политика, демографија и млади, ги повикаа пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, кои се членови на истата комисија, да се потпишат на барање до господја Илире Даути за свикување на седница на комисија со точка на дневен ред. Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија. Но СДСМ наместо конкретен одговор дали ќе се потпише на барањето до Даути, ја обвинија власта за, како што велат, очајни маневри. Пратеничката група на СДСМ веќе упати писмо до председателот на Собранието Африм Гаши, со кое реагира за ова непостапување за законот за бранители. Зошто сега ВМРО ДПМН сака да го спаси Гаши од одговорност и повторно да ја врати постапката назад, наместо да коленичи Мицкоски, нека го повика Гаши да ја свика комисијата и да го почитува собранискиот деловник. Носењето на законот за бранители зависи од ВМРО ДПМН, која има мнозинство во Собранието. Повеќе предлози за обештетување на бранителите изминативе години поминаа неславно. Предлогот на пратеничката на СДСМ многумина го оценија како провокација, бидејќи имаа 7 години додека беа на власт, а таков закон не донесоа. Овој пат предлогот на нож го дочекаа пратениците од албанскиот политички блок и од власта и од опозицијата. И стојат на ставот дека треба да има закон и за припадниците на УЧК. Според предлог законот, еднократен надоместок за нематеријална штета од 80.000 евра ќе им се исплати на семејство на загинат или починат припадник на армијата и на Министерството за внатрешни работи, а оваа одредба важи за семејствата на сите војници и полицајци кои ги изгубиле животите во вршењето на службените должности во периодот од 1991 година до 2024.